Продолжуваме понатаму со утрински печат и наша денешна соговорничка е Дуња Иванова. Не знам како прво да ја најавам, затоа што се работи за личност која што има многу професии. Всушност професија концертен пианист, наставник, доктор на науки по естетика, државен првак во велосипедизам, автор на многу книги, публикации, многу работи во едно. Дуња Иванова, добре дојде во утрински печат. Добро ве најдов, ви благодарам за просторот. Благодарам и за тоа што прифати да разговараме денеска. Ајде вака, бидејќи имаш многу работи со кои што се занимаваш, да започнеме со она што е прва љубов. Што од себе ова ти беше прва љубов и со што реши прво да се занимаваш? Па музиката е она што можам да речам дека се уште ме дефинира како личност. Најдолго се дружиме, уште од мојата 6-годишна возраст, кога се запишав во нижото музичко училиште, па потоа следеа сите оние понатамошни надградувања во средното, на факултетот за музичка уметност, магистратурата. Всушност, таа корелација подоцна и со филозофијата потекнува повторно од факултетот за музичка уметност, од предавањата на професорот Денко Скаловски. Во тоа време тој ни предаваше филозофија на уметноста и оттаму некако ме привлече, ми отвори навистина едни нови хоризонти. Ме поттикна и ме инспирираше да малку го продлабочам своето знаење, пошто следува и студиите на филозофскиот факултет, на магистратурата, подоцна и докторатот. Меѓутоа, она што за мене е прва љубов, како што рековте, е пијаното, со кое секојдневно се дружам и до ден денешен. Со текот на годините успеав да го пронедам сопствениот правец, сопствениот израз, па во изминатите 10-12 години исполнив голем број на солистички концерти со уникатни репертоари, со премиерни изведби на претежно современи автори, што е реткост на македонската музичка сцена, и верувам дека и понатаму ќе го насочувам мојот труд, мојата енергија во истиот правец. Дуња си настапувала на многу сцени, на големи сцени, на светски сцени. Си настапувала во Њујорк, Париз, во Италија, на многу места. Си настапувала на многу фестивали, меѓу кои нашите домашни именитни фестивали како Скопско лето, Охридското лето, не знам, Денови на македонска музика. Да. Што е она што можеш да го одвоиш како еден од, ајде не омилениот, еден од омилените настапи, концерти, концертни сали, некое доживување кое што ти го одделува од другите? Па еве, првата мисла ми е всушност концертот посветен на Збигњев Прајснер во предворието на Даут Паши Намам. Тоа беше пред, ако не се лажам, 12 години. Беше мојот прв солистички концерт посветен на таков вид на музика. Кога пијаното се осмеливме и во едни дождливи услови да го извадиме надвор. Предворието беше преполно, имаше една скромна сценографија и доживувањето од тој концерт се уште луѓе знаат да ме сретнат што биле присутни и да поразговараме како тие се почувствувале. Тоа беше една иницијална каписла да добием храброст и понатаму да презентирам таков вид на музика која до тогаш речиси воопшто не беше изведувана. И драго ми е што денес помладите пианисти гледам дека дел од сите тие композитори ги вметнуваат во својот репертоар. Така, ти си се уште активен концертен изведувач, се уште активно свириш. Кажи ми, за да се остане во форма, сигурна сум дека и за тоа треба да се остане во форма, колку време е потребно да се вежба, да се одржуваш во форма, да си подготвена во секој еден момент да имаш настап? Важен е контактот со инструментот да биде на еднодневно ниво. Така. Заради зголемениот обем на обврски, како стануваме возрастни луѓе, обврските стануваат се посериозни. Не можеме да одредиме колку часови ќе поминеме на инструментот, за разлика кога бев студент или во средното училиште, тоа биле од 5 до 8 часа во текот на денот. Меѓутоа, важен е контактот со инструментот на дневно ниво. Макар и половина час, фокусирано внимание врз клавишите, врз клавиатурата, врз материјата која во моментот ја работите е сосема доволно. Јас дел од моите концерти ги спремам и кога не сум во можност да бидам во контакт со пијаното. Едноставно ја читам партитурата, ментално се подготвувам, емоционален план
за тоа како треба да звучи и да изгледа, така што кога се е тоа фокусирано и добро испланирано, има секогаш успех. Така, сега, од друга страна, имаш обврски како наставник. Значи, предаваш во музичкиот училишен центар Илија Николовски Луј, тоа е работа со деца. Колку тоа те исполнува? И колку од друга страна, сакам и за ова да продискутираме, има простор во Македонија да се школуваат деца кои што понатаму ќе се занимаваат со професионално музицирање? Децата се еден значаен дел од мојот живот. Јас сум мајка на 2 сина, меѓутоа и моите ученици си ги нарекувам мои деца, затоа што тоа се 13 дечиња, 14 дечиња во мојата класа оваа година, со кои јас секојдневно растам. И тие со мене и јас со нив. Значи, тие често пати знаат да споделат со мене многу голем дел од нивното секојдневие. Она што ме загрижува во последно време е што се преоптеретени. Доаѓаат уморни, гладни, одат на милион активности. Веројатно родителите и не наоѓаат друг модус да се справат со ова брзо секојдневие. Дали има услови? Секако дека има. Ние имаме навистина квалитетен кадар. Има наставници кои и надвор се го стекнаа своето образование, па се вратија во Македонија да го пренесуваат на генерациите. Меѓутоа, она што е клучно е фокусот. Колку децата денес се спремни да одвојат 3 до 4 часа во текот на денот за да работат на пијаното. Би рекла дека е речиси невозможно. Затоа што едно дете кое посетува часови по англиски, по германски, оди на гимнастика, на балет, доаѓа на клавир, на солфеж. И плюс има обврски училишни обврски, значи неговото образование се сведува единствено на тоа да ја заврши задачата за да добие одредена оценка. Не за да вложи во некаков поголем понатамошен успех. Сметам дека децата, доколку навистина сакаат да се занимаваат со концертна дејност, уште од мали нозе, треба единствено да бидат насочени кон музичкото училиште и да немаат дополнителни активности. Тоа значи поголемо насочување уште во основното образование, нели? Кога би можеле да ги растеретиме децата од растеретиме од дополнителни активности од кои нема потреба. Едноставно не можат да поднесат толку голем товар. А дали може да се препознае талентот, дарбата, волјата, желбата, доколку нели не станува збор за гениалец кај кој што веќе знаеме дека тоа е тоа, нели не можеме сите да сме гениалци. Дали можеме да го препознаеме тоа кај децата? Апсолутно, да, исто како и во спортот. Тие предиспозиции уште во првите години во музичкото образование се доста видливи, меѓутоа тоа не е пресудно. Затоа што пресудна е понатамошната работа и како детето ќе се развива, колку ќе го работи тоа со радост, со лезет, без притисок. Значи, колку ќе сака да ја развива таа љубов кон инструментот. Така, сега, мене ми беше малку по инаква насока насочено прашањето. Значи, да, ја знам дека има услови, имаме професионалци кои што тоа го прават и тоа како добро, ги подготвуваат децата. Дали откако ќе се заврши тоа образование, има каде тие деца да просперираат и во крајна инстанца да живеат од тоа? Добро прашање. Тоа ме интересира. Од концертната дејност во Македонија не се живее. Ние сите уметници, самостојни уметници го работиме тоа од потребата да останеме како што рековте во контакт со инструментот и да споделиме дел од нашата љубов кон музиката со публиката, да едуцираме на крајот на краиштата. Сега, што се однесува до педагошката дејност, тоа е единствен центар ДМБУ Илија Николовски Луј. Не постои друг односно има и во другите градови, се разбира, во Скопје не постои друг државен центар каде што би можеле да се надградувате како наставник, иако и таму веќе капацитетите се навистина исполнети. За да стигнете до факултетот за музичка уметност, тоа е речиси една научна фантастика, затоа што таму има и други позадински игри кои се кријат за така наречената автономија на универзитетот, но сепак е, како да кажам, најслободно речено роднинско фамилиарни врски. Меѓутоа се надевам дека со текот на времето нештата ќе се променат. И среќна сум што сега кај младите, например, гледам една храброст, уште
пред да станат полнолетни, наоѓаат начини сами да заработуваат, да го заработат својот џепарац, да прочепкаат по конкурсите, по иницијативите кои ќе ги однесат и надвор од Македонија, сепак со надеж дека повторно ќе се вратат тука за своето знаење да го остават и на наредните генерации. Така, да не прифаќаат компромиси на крајот на криштата, нели? Затоа што знам и познавам и лично музичари кои што биле љубители и кои што биле професионалци, на крајот сепак одбрале да работат нешто кое што нема никаква поврзаност со музиката, нема никаква заедничка точка, не пак да се занимава на тоа. Затоа и го поставив прашањето, меѓутоа така е како се надевам ќе се подобрат условите и ќе биде подобро за нашите идни генерации. Ајде сега малку на онаа друга страна, онаа твоја друга љубов. Значи ти си државен првак во велосипедизам. Од кога почна да се занимаваш со ова вака професионално, посериозно како да кажам, и како толку брзо до успех? Па ова е веќе трета надпреварувачка сезона за мене. Како брзо до успех. Јас сум човек кој кога нешто ќе му кликне во срцето, навистина знам да се посветам кон тоа. Целиот свој живот сум на велосипед, меѓутоа никогаш не сум имала идеја дека ќе стигнам до тука и дека ќе се надпреварувам како дел од Велосипедската федерација на Македонија. Имам огромна среќа што се најдов во друштво на луѓето од велосипедскиот клуб Енерджи, кои навистина ми олеснуваат целата работа со тоа што ми обезбедуваат, па да не звучам нескромно, меѓутоа совршени услови за тренинг и за напредок. Како се тренира велосипедизам? Исто како стварно не пијано. знам. На истиот принцип. Да? Да, исто. Неколку часа во денот, по одредена програма која јас ја добивам на дневна основа од моите тренери. Многу е едноставно. Напредокот доаѓа сам по себе. Телото се навикнува на одреден напор и самите надпреварувања, самите трки ве изградуваат на едно се поголемо, повисоко ниво, да поднесете што е можно повеќе предизвици. За овие години навистина заедно со велосипедистите од Енерджи постигнавме доста интересни успеси во Македонија, но и надвор од неа, но она што сега за кое се подготвуваме е навистина нешто што представува, да кажам, историски подвиг. За прв пат во историјата на македонскиот велосипедизам женски представник ќе настапи на светското првенство кое ќе се одржи во Глазгов оваа година во август. И не само од аспект на постигнување на одредени резултати и пласман, туку сметам дека отвараме една врата за идните генерации да им се прошират малку видиците, да бидат похрабри, да направат и тие нешто за своите клубови, макар и за државата. Ние од сето ова не заработуваме, исто така го правиме од љубов, така што мислам дека следуваат убави денови за спорт. Се надевам и сигурна сум дека е така. Ајде малку да ми подобјасниш за дисциплините. Значи, не зборуваме само за велосипедизам и тука завршува приказната. Има тука и дисциплини во велосипедизмот. Дали си ти зависник од адреналин и дали сакаш таков планински велосипедизам? Дали тоа ти е повеќе те влече или сакаш по на сигурни води? Или не постојат сигурни води тука? Па не... Сигурно е секаде. Во суштина, овој спорт е доста безбеден спорт, иако можеби не изгледа така. Бога ми, планинарски велосипедизам не изгледа безбедно. Таму е побезбедно отколку да возите друмски велосипедизам заради сообраќајот пред се. Во планина сте многу побезбедни. Инаку ако треба да се идентификувам, тоа е планинскиот велосипедизам, затоа што е една навистина сериозна игра во прашање. И заради видот на велосипедот кој се користи опремата и така натаму. Меѓутоа, еве, например, за светското првенство се подготвуваме во една навистина специфична дисциплина, тоа е хронометар, каде што борбата е помеѓу вас и часовникот. Оваа дисциплина ја дефинираат уште и како научна дисциплина, затоа што има доста врска и со законите на физиката и самата позиција на велосипедот. Меѓутоа, повторно ќе речам, секогаш се навраќам на планинскиот велосипедизам, затоа што тоа е нешто кое нема крај. Значи, совладување на препреки, техника и така натаму е она што ја прави таа дисциплина посебна. Така. Како успеваш, кажи ми? Како успеваш секаде да бидеш при тоа си и мајка? Дали имаш слободно време на крајот?
Не ми треба мене слободно време. Мислам дека не знам што значи тоа слободно време. Зборувавме пред да почне снимањето дека уште од мала прифаќам поголем товар отколку што другите мислат дека можам да го носам. Меѓутоа тоа е една потреба да се дадам себе си во одредена област. И не ми е воопшто тешко затоа што и сум во добар круг на луѓе, имам огромна поддршка и денот ми е организиран многу едноставно. Додека се децата во училиште, јас имам можност да тренирам и да се посветам на пијаното. Во попладневните часови сум наставник и останатиот дел од денот ми е посветен апсолутно на децата, така што мислам дека без ниту една од овие работи нема да бидам среќна. Драго ми е што е така, драго ми е што позборувавме и вака откривме барем малку од тоа каква личност си ти и што се те очекува. Во однос на да се вратиме, значи кажавме дека настанот кој што е важен оваа година ете тој светски надпревар во велосипедизам. Исто така продолжуваш со настапите, што е она што во најскоро време те очекува во однос на концертните настапи. Да, веќе во среда заминувам во Црна Гора, во Подгорица. Во четврток настапувам на фестивалот на културниот информативен центар од Подгорица со дела од нашата еминентна македонска композиторка Ана Пандевска. Навистина и посветуваат 2 часа од нивното вкупно време само на нејзиниот репертоар, така што е навистина голема чест. Ке прозвучат нејзините дела од опусот за пијано и електронска трака, значи комплетно електронска музика. Тоа е многу наскоро, а она во малку подалечна иднина е мојот нареден солистички концерт посветен на делата на Хани Арани. Тоа е уште една современа млада композиторка од Полска која живее во Америка и е навистина доста успешна во светот. Ќе биде премиерна изведба и секако ќе бидете поканети. Сигурна сум дека ќе те пратиме и ќе објавиме и ќе го најавиме концертот сигурно и ќе дојдеме и ќе уживаме. Јас ти благодарам многу за гостувањето. Дуња, ти посакувам да имаш многу успеси понатаму, како и секогаш. Како жена на жена честитам. Истина. Благодарам. За сите успеси и за тоа што си успешна и како жена, и како мајка, и како професионалец, и тоа не само на едно поле. Се надам дека ќе зборуваме само за убави работи, успеси уште многу во твојот живот и се гледаме нареден пат на концерт. Благодарам се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето одвоено внимание што не следевте. Продолжете понатаму да следите Утрински печат секој работен ден точно во 9.